Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики вети посебна помош на источниот регион при денешната посета на Штип. Овој регион е особено погоден од пандемијата, бидејќи две од клучните стопански гранки се текстилството и кожарството. Споредено со лани, производството е помало од 50%. Ако навистина ќе ги видиме податоците, текстилната, кожарска индустрија, туризмот, угостителството и другите мали гранки се попогодени, они секако ќе добијат поголема поддршка. Сметам дека сите еден до еден, дали се тоа стопанственици, дали се тоа граѓани на Република Северна Македонија, треба да добијат право и ќе го имаат правото да добијат поддршка. На прашањето за влез на нови странски инвестиции како излез од состојбата, Битики како услов напомена повеќе фактори. Странските компании само сакаат сигурност, сигурна влада, политичка стабилност и веќе они не калкулираат дали треба или не треба да се инвестираат, веќе доаѓаат. И секако годинава е послаба за разлика од претходните години, но со информациите кои што ги имам, мислам дека следната година и наредните години од нашиот мандат ќе бидат навистина интересни години за тоа што ќе направиме околу странските инвестиции и привлекување на странските инвестиции. Освен на ниво на држава, Битики напомена дека интерес на странски инвеститори има и за источниот регион, бидејќи тука бројот работници кои остануваат без работа е се поголем и потребно е индустријско преструктурирање. Во овој контекст, владата дополнително ќе ги стимулира инвеститорите и во регионот и во државата. Ние во повикот за финансиска поддршка на конкурентност, каде што рековме дека ќе поддржиме 25% од инвестициите кои што компаниите ќе ги почнат во период на криза, добивме 777 пријави од компании кои што во период на криза почнале со инвестиции. И ние ќе ги поддржаме, најверојатно за 10 дена ќе заврши целиот процес на селекција, комисијата работи секој ден. Ќе дадеме 20 милиони евра како поддршка на овие компании. Ако израчуна, тоа се домашни инвестиции, ако израчунаме дека 25% е 20 милиони, значи овие компании ќе направат инвестиции оваа и следната година преку 100 милиони евра.